Добро вечер и добро ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Туна. Говорните мани често знаат да го сменат карактерот на човекот, да испровоцираат комплекси па дури и фрустрации. Но некои луѓе знаат да се носат и да си ја задржат автентичноста и нивната говорна мана да делува дури и симпатично. Токму на тема говорни мани, дали и како се надминуваат, дали понекогаш може да бидат и атрибут вечерва во емисијата. Ќе го поканам нашиот прв гостин, Марко Маринковиќ Сладкар. Добро вечер. Добро ни дојде. Добро ме најдов, јас сум тука. Иако вака по природа се познаваме, блиски сме и така натаму, ќе ми дозволиш да персирам вечерва, да стекне да го задржиме нивото на емисијата. Вие сте едни од оние кои имаат проблем со пелтечењето. Да. Популарно наречено меѓу народот дъткање. Дъткање. Да. Сега за многумина проблем. Ајде ние да тргнеме онака историски, што се вели. Кога вие прв пат се соочивте со проблемот дека пелтечите, односно дътката? Па, мене главно таа ствар ми сум бил комалу болница, сум лежал сам, имала некоја државна шема, не смеела мајката да лежи со малото, јас сум сањал некој сон и сум се уплашил. И еве се имам 27, више дъткам 25 години. Кога бев многу мал, не знаев дека имам некаков проблем, нели стартав со школа. Од старт кога почнав прво, имаше две-три дечиња што ме шалеа, Она ругање што велат. Ете, таа шема, да, таа ствар, мислам, тоа е нормално, ја знам дека бев толку многу људ, што на едниот му го скршив носот, на другиот му го скршив забот и после тоа цел клас знаеше дека може да се шали со мене, само не и на таа тема, знаеш. Значи, вие сте родени здраво право, што се вели, дете, и сега сте здраво право момче. Па добро, малце сум бил крив, да. Али... Рековте она што е типично можеби за пелтечењето, се јавува во состојба на некаков стрес, страф е, главно е некој страф што вајда нема дете у тие години не може да го надмине, знаеш. Тие први соочувања на таа возраст беа фрустрирачки, беа револт беше, бевте лути дома на вашите. Знаеш, да, увек се тие деца што го имаат тој проблем, увек се нафурани као мама и тато се криви, они дозволиле да лежам сам, они, не знам, некој друг случај, они му дозволиле на тоа куче да ме лае, знаеш, пошто има 90% од случаите се страф од куче, знаеш. Јас знам, имав едно дебело пријателче, што мало големо дебело, се уплашил од пекинезер, знаеш, као можеш ти да се плачеш тоа мало глувче. Знам да се остојби на преголема среќа и радост кај децата на мала возраст да предизвика потоа пелтечење и дъткање, изненадна радост. Да, има различити причини, али главно е страф, знаеш. Страф од, не знам, страф од тоа кудиче да не ги касне или да не ги изеда, као и да е. Сакам да ти кажам за историјата што ја почнавме. Децата што пелтечат главно се многу големи емотивци, знаеш. Мислам, кога не би прскале со тие емоции, не би го осеќале тоа и не би дошле до тој проблем, тоест до таа преканикат.
углавно е многу тешко за едно младо и несигурно дете да се носи со тој проблем. Само довербата е, значи, под нулата, знаеш, мислам, Посебно во тие тинеџ години. не веруваш у себе, буквално у ниедна работа, на ниедно поле, на ниеден терен, до толку си сам на себе безвреден, што ја мислам дека и најнеталентираниот и најбезвредниот човек мислам дека се осеќа и се чувствува повредно од младо дете што дътка, пелтече, нели? Кај беше оној, можеби, ако можеме да кажеме, нели, пресуден момент кога едноставно рековте или кај нешто кога се скрши во вас? Имаше ли таков момент кога рековте па што? Нешто малку сум поразличен, но во друго можам да бидам и подобар од другите. Знаеш како тоа се случи кога еднаш влегов у продавница, ме пратија по не знам што, по леп, јас заглавив на тоа леп, дај ми едно млеко. Ова како бицови што има да? Да, ма сварно е тоа, знаеш, кога ќе загладвиш на некоја буква, тоа е до толку странно за луѓето што го немаат тој проблем што понекад им е смешно, им е жално, знаеш, али стварно е така да ако не можам јас сега да кажам Л, ќе ја сменам таа буква, може да делуе многу попросто, али би ми било срам да главувам јас, знаеш, имам исто еден многу смешен пример, знаеш, седиме со едно другарче на -5 и ја му кажувам некоја ствар и сум загледал вајда на некој збори правам и тој доаѓа и вика и јас сум загледал на овој култриот прај ајде брат смрзнав, ајде да кажи. Целиот проблем е тоа што садкам ја да им го кажам на родителите углавно што се дотолку загрижени, па што јас сум се нервирал, сум се замарал, ама никој не се нервирал и не се замарал кој што се нервирале и замарале моите, знаеш. Што ни увек биле тие што се надале, ајде сега ќе направам нешто, ќе смислам, ќе најдам начин за да си го оправам детето, знаеш, мислам, увек родителите мислат дека тие деца биле многу добри, биле многу поуспешни, доколку го нема тој проблем, знаеш. Али углавно ја па мислам по многуте примери што ги има и од историјата до денес, дека тоа углавно на крај излагаат големи и уникатни единствени луѓе. Кралот на говорот со секвенца само ќе го видиме, бидејќи е одличен филм кој изборува токму за овие луѓе. Исто страшно неспособен говорник, а важи за еден од најдобрите оратори е Винстон Черчил, знаеш, он не можел да каже знаеш. Али имал спремен говор и има некоја шема вака, држиш так со прстот и кога држиш так не дъткаш уопште. Ева, ајде да го видиме. Јас сега треба да живеам цел живот со такт, за да не дъткам, знаеш, тоа не уопште. Мислам, луѓето што ги знам ме сакаат таков кој што сум ја, мислам дека да стварно ми има помогнато многу
посебно мојата работа, од старт знаат кој сум. Од старт влагам у Да не влеговте со лажен профил, дека сте по, нели? Не влеговте со лажен профил, велам, туку ви остана тоа, да. Луѓето мислеа дека тоа е начин за да ме приметат, знаеш. Ја викам, дај Боже да си го немав ја овој проблем и овој проблем да го Кога требаше да ги приметувате, да ве приметуваат, ги приметувавте девојките, нели? Пак ќе речем тој пубертетски период од животот. Тоа беше страшно. Тоа беше страшно. Па ја мислам дека дур соберев храброст да и приидам на девојка, тоа беше вечност. Па си седам пред да и приидам, се тргам на страна, си вежбам, ки кажеш вака, ки кажеш онака, знаеш. Али една ствар е многу битна, посебно за млад човек што го има тој проблем. Треба да работи, ако не на тој проблем, треба да работи на својот соник. Кога доаѓа тие успеси, ти си толку набилдан со самодоверба да... Друго ништо не е важно. Моја мислиш на сонот за музицирање се го имавте без оглед на состојбата, не ви се јави како револт на тоа дека еве се подсмејуваат со мене, јас сум по нешто поразличен, а можам да им докажам дека можам да бидам и подобар далеку од нив? Не, тоа не ми беше причината за моето творештво е вајда некој социјално животен инстинкт, знаеш, јас сум правам некоја музика што ствари не можеш да ја правиш ако не си социјално загрозен, ако не си знаеш, ако немаш пари за оград, ако немаш пари за да се напиеш кафе или па да си купиш уџину средно, знаеш, тој и цел тој комплекс го фрлуеш у првите твои песни, ја барем така стартав, а да ткањето го вметнав во самиот стил, знаеш, ко што поеме имам баш една песна шопинг, знаеш. Тоа ми е ткање у самиот рап, знаеш. И тоа ме карактеризирува мене и јас сум многу среќен и горд на тоа. Дали побаравте стручна помош во некој период од животот? Дали психијатар, психолог, училиште, логопеди? По психијатри не сум идел, пошто не сум бил никад до толку растроен. Али логопеди, па дори мајка ми више од што не знаеш, а мене да се по бајачки, значи страшно. Али... Мајка, не вика така, сака да си да. Мајче срце. Многу го си ја сакам. Верувам дека исклучително се горди на свој период. Сигурна сум, посебно по такво ете едно поминато искуство животно, со се што и убав пример сте на како може еден млад човек да излезе од сето она што може да го снајде, меѓутоа да излезе на еден прав пат на крајот на криштата. Да, пошто ја, знаеш, ја го осеќам тоа ко еден вид хендикеп, знаеш, и се чим ја можам да искочам и да раководам со целата сала, со сите тие луѓе, значи има нешто повеќе. Тоа исто ко не знам, ко човек количка да стане и да трча, знаеш. И тоа за мене е многу... Сега не е баш така, али сакам да кажам дека е возможно се, само треба да се сака и да се работи. Имало и такви примери? Кои сега ги кажавте, имало и такви примери, до таму оди таа силата кога е, односно моќта на
верувањето во себе, да сакате да направите дека ќе успеете, тоа може чуда да се случат, што не може никој да ги направи, може би, од страна. Само не треба на човек да се срами од тоа што е и треба да биде горд на тоа и треба секоја мана да си ја предочи во атрибутен начин. Да ја претвори доблест, знаеш. За маните, атрибутите, за логопедите конкретно и со гостинката која ќе ни се придружи. Останувате со нас, ќе ја поканам логопедот Билјана Кокорманова. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Повелете. Благодарам на гостувањето. Еве Маркули, нашиот ни сладкар, предочи од прва рака работи, моменти кои се случуваат токму кога оваа состојба е во прашање, пелтечењето, заткањето, како да речеме, се едно состојбата е иста. Децата рековме дека најчесто се соочуваат со оваа состојба или им се јавува во состојби на стрес, страф и така натаму. Ретко се раѓаат со предиспозиции или пак? Нешто сосема поинаку, меѓутоа целата своја состојба сладкар одлично од негов аспект ја има обработено, баш по литература како што треба да оди и најпрво сакам голем поздрав затоа што излегува во јавност со овој свој проблем, што можеби ќе поттикне некое движење што кај нас го нема. Еве да бидам искрена, јас имав, а еве вака и лично се познаваме, сакам да речем пријатели, не се, имам задршка, не знам зошто ни се случува тоа, нели како луѓе, да воопшто нели пристапам и прашам дали може да зборуваме на емисија. Јас дори се изненадев кога ми рече, ја ова го чекам ваква покана. Некој да ме праша да зборувам. Некој да ме подкани да зборам ја за таа ствар, пошто стварно кога сум бил мал сум ја некел и толку сум бил љут, а сега сум толку среќен што ја имам таа мана, пошто кога мислам дека кога би ја не имал таа мана ја не би бил тоа што сум, не би имал успешна кариера, не би имал толку убава девојка, знаеш. Најубава на свет. Тоа е многу битна ствар што јас сум ја пробил подоцна дека и голем број на голем број жените ти се им сладок дека си чуден. Стварно. Поздрав во секој случај и ова е еден типичен пример на човек кој што се носи со својата состојба, а штом се носи е свесен за тоа, во голем дел ја надминал и може да функционира и пример дека човек што има пелтечење може да биде што сака, како многобројните примери од Черчил до Брус Вилис, Мерлин Монро и сладкар. Бред Пит, ја кога чув за Бред Пит се крстав. Браво. И доброто е тоа што може би ете вака една мала иницијатива што ќе покрене некое движење за формирање на некои групи за поддршка, за самопомош, затоа што навистина ги има. Сега ние немаме некои конкретни бројки во Македонија колку се движат, меѓутоа голем дел од оштетувањата во говорот од онаа говорна патологија припаѓаат баш на пелтечење. А негде во светски рамки е од 1 до 3% од светската популација, не знам некоја друга бројка конкретна, ми се врти околу 3 милиони луѓе во САД. Па сериозни бројки. Да, имаше едно мало истражување, меѓутоа не е релевантно на некоја колешка како дипломска работа, тоа е мал примерок и не може да го сметаме за релевантен во Македонија, дека негде до 3% од училишната популација, значи навистина број сериозен и многу луѓе, ако го видат сладкар, ќе им биде драго и можеби ќе им помогне да го исклучи. Да, тоа дугме на насрамна, потиштеност на... Пошто јас сум имал срам, знаеш, мислам, целата работа е тоа дека сакам да кажам и да покажам дека тоа уопште не е страдно, не е чудно, не е срамно и треба секој да се носи со тоа, знаеш. Кој што некој има голем нос, некој има големи уши,
Ја не можам да зборам кој што збориш ти. А ако се држи ритм, и можете. Може да се држи, ама треба да тапкаш цел живот. Да, извинете, Да, околу причините околу настанувањето, значи настанува во најраната детска возраст најчесто во оној интензивен период на говорен развој од некои 2 до 5 или 6 години. Сега, таа фаза на пелтечење може да биде и физиолошко пелтечење кое што се јавува кај поголем број на деца или поголем број на деца и тоа е нешто што се надминува. Тоа е она кога на почетокот на зборот ја пролонгираат согласката, па продолжува на крајот на зборот, па повторува фраза, слог, збор, повторува цела реченица. Тоа е физиолошко и нешто што може да се надмине кај оние деца што ја немаат предиспозицијата, а кај оние што ја имаат предиспозицијата понатаму преминува во некоја фаза на примарно така наречено пелтечење, па преоден вид и секундарно пелтечење, тоа е вистинско пелтечење од кое што нема враќање назад. Тоа е состојба, не е болест, не се лекува, може да се надмине, да се живее и да се носи со тоа. И сега како? Да, тоа е, да. Така. Тоа ми беше околу настанувањето, а инаку има предиспозиции од генетски до некои истражувања како конституционален тип предиспониран на пелтечење. Мозок предиспониран на пелтечење, до овој говорен фонаторен апарат, самата мускулатура предиспонирана на пелтечење, меѓутоа ништо од тоа нема да се случи ако не постои баш ова што го кажува Слаткар, прекинувачот, што ќе го вклучи пелтечењето, односно нешто во средината, нешто самата личност што ќе си го доживее и да се појави. Да. Ако се фати до некоја најрана фаза, е така. Ако родителите кога веднаш ќе приметат и реагираат, и да е она физиолошкото пелтечење, не е лошо да побараат стручна помош, би дошле во институција, би се консултирале со логопед и сега логопедот ќе процени за што се работи подолго време, ќе ги посоветува за да се створи една адекватна средина која што нема да го предизвика проблемот, односно проблемот да се продлабочи. Кога и да се јави, најрано што може, најрано е најдобро. Па подобро. Колку проценти од случаите и до кој степен се надминува состојбата? Така, па сега во нашава средина помал степен, затоа што некако сите ние многу чекаме. Сите ние сме многу носени од... Веруваме дека само од себе ќе мине или ако не го потенцираме како проблем, може и не е проблем. Така, ќе го игнорираме или од средината, па знаете на тие комшиите што им беше синот, то исто така, ама еве го сега оди запри го. За било кој проблем зборувам од мојата струка. Ама тоа дете не зборуваше до 4 години, па сега види што стана. Тоа не е точно. Тоа не е точно, затоа најрано што ќе се забележи и ќе се реагира, може да се помогне. Значи, голем дел од децата кои што се фатени во фазата на примарно пелтечење или во фазата на преодно пелтечење, достигнуваат ниво на флуентен говор, кој што е близок до говорот на сите луѓе, и пелтечат ретко или воопшто. Оние кои што задоцниле или оние кои што побрзо настанало до потешко оштетување, дошле до фазата на секундарно, тоа вистинско пелтечење, со некои мерни скали ако се измери, како терцијарно пелтечење би се сметало, или во некоја од 0 до 3 степени, кај што 0 би било нема пелтечење, ова е 3 пелтечи. Тоа е фаза од која што враќање назад нема и тоа е фаза која што може само да се носи со нејзе, да се надминува и да ја ублажува и да има периоди кога го има, кога го нема, кога е помалку изразено, повеќе изразено. А околу флуентноста на говорот,
во моментов сигурно и мојот говор е дисфлуентен, значи на секој човек некаде од вкупното зборување и до 30% е дисфлуентно и тоа не е пелтечено. А кажете ми зошто кога пеат овие луѓе не пелтечат? Тоа е интересно. Мислам, не е интересно, си има. Па многу од нив, мислам, и јас лично познавам, се занимаваат со музика. Да. Затоа што говорот е регулиран од кората на големиот мозок, сега конкретно ова вербалното изразување, вербалната експресија како зборување од овој тип, се регулира од левата хемисфера кај десничарите, значи кај поголем дел од луѓето, а кај левучарите во десната хемисфера, спротивната. А пеењето е регулирано од другата хемисфера, значи едното со другото немаат врска, така и се ствара нешто помеѓу и говорот им звучи одлично кога подпевнува и тактира. Тоа е, се нарекува... Може да биде наследно? Може да биде наследно, секако дека може да биде наследно. Не мора да значи, баш тоа и през како кажав, го има, значи наследниот фактор постои како таков, само средината или таа случката бил сам во болница, залајало кучето, пукнала петардата, го заборавиле родителите во училиште, се стемнило, не знам, е тоа што ќе го покрене тој. Почетокот на... Да. И тоа не мора да значи дека ќе премине во некоја фаза. Можеби ќе се изреагира на време, ќе се случи нешто. Што е најдобро за да им помогнат на децата родителите? Им одмогнуваат ли со тоа што ги затешкуваат, прикриваат проблемите, се однесуваат инфериорно кон децата, или познавам состојби кога родителот влегува во состојба да зборува за своето дете, нели, да го усмерува патот на своето дете, сметајќи дека моето дете има проблем, за да нема проблем да се соочи со луѓето, јас да му помогнам, јас ќе влезам, нели, како да речем алатка која ќе биде неговиот говор практично. За тоа баш ја имам кеф да го спомнам ова, значи родителите мора да ги остават децата која ќе заглават на некој збор, рецимо заглавуваат на чаша и он заглавува на ч и му го кажуваат зборот. Чашата беше на масата, знаеш, и он се осеќа дека не знае да збори, знаеш, многу ситуации сум бил, мислам, не ја, со други деца сум бил, абе, ние, брат, не знаеме да збориме, што е со нас, Тоа е чувството кој им се јавува, да. Да. Ја познавам примери кога се повлекуваат, пак ќе речем, децата тотално и дури имаат условно речено проблеми во понатамошниот развој, баш од таа надмокиност на родителот и поставеност во одреден период, мислејќи дека му помага на крајот на криштата на своето дете, а мислам дека со тоа му одмага. Не зборат се крија, знаеш, тоа е многу лошо, знаеш, што мора да се вежба, да се збори, знаеш, колку и да ти е тешко да го изговориш, ти тоа мора да се потрудиш, да се смириш, знаеш, пошто главно е таа некоја збрка, сукопна букви и зборови, знаеш, и мора да земеш ваздух, ја вака кој што има вежби, да, така вежби, да. И вака сега можам ја да зборам до утре, знаеш. Продолжиме емисијата. Да. Да не се шегуваш со нас ти вечерва. Правиме една емисија плюс. На моменти да приметувам како да се шегуваш. Као и да е остајте ги децата да си зборат кој што си зборат. Да, Билјана, колку прават грешка родителите во тој поглед? Прават. Честопати прават грешки во ова како информативно, што не значи дека е некакво лекување далеку од тоа или некакво поставување на дијагноза. Прво, забележуваат проблем, нека се обратат на стручно лице. Првите со кои што секојдневно, па неако секојдневно, колку имаме потреба соработуваме, се педиатрите. Педиатрите ќе ги испратат во соодветна установа, кај соодветно стручно лице,
и ќе им ги посочи што понатаму. Сега ова информацијата како треба да се однесуваат кога ќе забележат, односно ако веќе нивното дете пелтечи. Треба да го остават да се искаже, треба да го сослушуваат, треба да го форсираат оној контакт на очите, затоа што лицата со пелтечење честопати го избегнуваат од она ситуација на стварање така. Така. Тоа е дел од надминување на проблемот. Треба да ствараат игри, затоа што се работи за дете, со комуникација, со стварање на некаква говорна ситуација. Потоа не треба па и она другата крајност да го караат или да му викаат види тој како зборува, што е со тебе и така натаму. Од оваа сега перспектива, дали би сакале во животот да не пелтечите? Не. Сте размислували ли така, дека што ако не пелтечев и можеби ќе беше подобро, ќе беше полесно или не? Ја мислам па дека кога не би пелтечел, би ми било полесно низ годините, али не би го имал тоа што го имам сега и не би го имал тоа што ќе го имам во иднина, знаеш. И ја кога би ме се не знам кога имав 2-3 понуди задни 4-5 години Белград, Загреб, Виена, за да кариера интернационална. Има се какви понуди, дури едни ми реди кога дека треба да се цвикне некоја жичка, знаеш, у мозокот, као да се решам од тој проблем. За проблемот кој греба за се среди, медицински. За да се средам скроз, ама као ајке ви звонам ако имам време, ама јас сум млад, имам многу работа, живам мојот живот и и ако Бред Пит можел? Бред Пит, јас се чуфи за Брус Вилис. Не знам за Брус Вилис. Брус колку е ладен. Так. Он воопшто не. Па одблизу тука нека ви биде успешната кариера. Дај Боже. И контата, па за друго, срекни пред се да си бидете со вашите блиски и драги луѓе. И со таква позитивна енергија како што ве знам да си останете, а сето останато и се прави и она што си е во вас внатрешно никој да не може да ви го земе. Да, не отсликува тоа. Билјана, рековме дека родителите ќе ги посоветуваме оно колку што времето вечерва ни дозволува да бидат тука за нивните деца, но да бидат тука за децата барајќи соодветна помош, да ги слушаат нивните желби и потреби и се разбира да консултираат типот на вас, стручни лица кои ќе им помогнат во пронаѓањето на решение за состојбата во која можеби ќе се најдат. Но пак ќе речам, не е ништо ниту страшно, ниту срамно. Еви од примерот на Слаткар видовме дека тоа може да биде и тоа како симпатично и да биде атрибут во случајов во неговиот живот. Ви благодарам за вечерашно гостување, за искрената топло приказна и се разбира за стручните совети, Билјана. Одиме понатаму. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Се уште сме на истата тема, се разбира, проблеми со говорењето или говорот и проблеми кои ги имаме кај истиот. Продолжуваме со темата дислексија. Сметам дека е тема за која многу малку се зборува, можеби уште помалку се знае. Затоа делот вечерашниве гостники ќе се обидат да ни доближат дел од работите кои се врзани токму за дислексијата. Ќе ви објаснам и на кој начин. Затоа ќе ги поканам да ни се придружат до студиото Гордана Андоновска и Нада Билбиловска. Добро вечер, дами. Добро ни дојдовте. Повелете, Гордана. Добро вечер, Нада, за вас. Повелете. Само накусо да објаснам како вие ќе ни објасните за дислексијата. Гордана, вие сте специјалист токму по оваа проблематика, ако можем така да ја наречем, а Нада, вие директно сте погодени од истата во вашето најтесно семејство. Гордана, дислексијата како, еве да речеме, проблем, како ја објаснуваме, имаме дефиниција за истата. Дислексијата е практично нарушување на центарот за јазик и не се работи ниту за некаква болест, ниту за некакво оштетување на мозокот, иако порано во дефинициите што се обидувале и невропсихијатри и медицински лица и така натаму да ги
дадат. Всушност, понатаму со истражувањата се докажало дека се работи само за едно нарушување кое што настанува на следниот начин. Именно уште додека во првиот месец од бременоста се делат клетките, нема да објаснувам престручно, се работи за тоа дека дел од клетките кои што се предиспонирани за да отидат во центарот за јазик, во домен на левата хемисфера, наместо таму одат во домен на десната хемисфера и практично се развиваат во едно поинакво окружување и добиваат склоности, односно добиваат особини на тоа окружување. Или попластично тоа да го објаснам, што се случува кај луѓето со дислексија и како гледат на читањето. Читањето влегува во домен на левата хемисфера, каде што работите ги гледаме повеќе во 2D, а десната хемисфера повеќе во домен на десната хемисфера влегуваат креативноста, мечтењето, се што е слика, боја, ритам и така натаму. Сега, кај овие лица, десната хемисфера е малку поразвиена и овие лица сакат од читањето, додека трае читањето, сакат многу брзо зборовите да создадат слика. Да. Тоа значи дека левата хемисфера не може да ја следи брзината, односно она што и треба на десната хемисфера. Сега, таа неизбалансираност само во тој сегмент, односно заради тоа што овие клетки практично се развиваат во едно друго окружување и добиваат други особини, се случува овие луѓе да искусуваат проблеми при читањето и пишувањето, што всушност дислексија по дефиниција е. Тоа е нарушена брзина и точност при читањето, а понатаму може да се развие кај пишувањето, што преминува во дисграфија, или пак проблеми при сметањето, односно дискалкулија. Ако може да кажам во Македонија од кога се третира овој проблем, јас лично со овој проблем се занимавам од пред 4,5 години. Во меѓувреме се сертифицирав и по програмата на Австриската асоциација за дислексија по методот АФС, инаку во светот се, само да појаснам, два методи најетаблирани, овој АФС, односно Attention Function System, симптом, односно внимание, функција, симптоми, и уште еден кој што е на Рон Дейвис или познат по книгата на Дар на дислексијата, едно од најверојатно читаните или консултираните во овој сегмент. Но треба да се каже дека кој методи да се применува, мора да се прилагоди на спецификите на јазикот, односно на мечиниот јазик на кој што чита. Иако понатаму на сите други јазици може некако да се прилагодува, но примерно методот треба да се прилагоди. Како се прилагодува практично? Примерите практично кои што се работат со луѓето за да ги совладаат овие тешкоти се аплицираат на спецификите на јазикот, на фонолошкиот систем, на фонетскиот систем, совладување на тој начин на читање од буква да настане слог од слог, збор, па тоа во контекстуално да се препознае во реченицата и така натаму. Овој проблем, ако сакам уште нешто да појаснам, многумина, особено родителите, очекуваат да има инстант ефект и дека тоа многу брзо може да се надмине. За ова треба работи и кај секого се случува различно. Нада реков, вие сте најдиректно погодени од дислексијата. Во вашето потесно семејство ви имате дете со дислексија. Кога впрочем прв пат еве дознавте дека имате ваков проблем? Па кај нас проблемот всушност почна од самото породување, значи наместо воздух се прими вода. После тоа на 2 годишна возраст воопшто ништо не зборуваше, почнавме да се загрижуваме како родители зошто е тоа така и да се запрашуваме зошто е така, следејќи ги децата во околината. Мада не знаат обично докторите да дадат понекогаш објаснување дека и за машките деца дека подоцна прозборуваат. Во случај се работи за момче? Да, за момче се работи. И дека оставаат на случајност тоа да си дојде да се развие тоа само по себе. Меѓутоа кај нас не беше така. После развојното советувалиште, после сите поминати прегледи во Центарот за ментално здравје во Симпо, беше се уште мал за 2,5 години да почне со логопедски третман, затоа што се уште тогаш остава на случајност и повторно се виде од направените ЕЕГ снимки на мозокот дека точно Центарот за говор кај него не е развиен и дека ќе треба време. Дали тогаш ви диагностицира како дислексија? Не, значи тогаш не ја диагностицира таа состојба како дислексија, него само ни рекоа дека Центарот за говор е неразвиен, дека треба да
помине време за да се развие или ако тој не се развие, другите центри ќе треба исто време за да ја превземе таа функција. Бидејќи ми беше првиот пат посочено дека ми треба стимулација со говор, логопедски третман, почнавме да бараме логопед и почнавме надвор од институциите да го бараме. Најдовме жена која што работеше логопед, работеше со детето околу 3-4 години. Од 2,5-3 кога Од 3 години до предшколска возраст. Во градинка исто беше многу добро прифатен, беше постојано инволвиран во сите, значи состојби, ситуации, приредби. Комплетна инклузија, без никаков проблем. Проблемот настана во училиште. Значи, кога почнавме во училиште, првата година помина, втората кога почна да се учат буквите, тогаш веќе настанаа проблеми. Некои букви побрзо ги памтеше, некои зборови исто побрзо, некои потешко ги изговараше. Немавме поддршка, а кога почнавме уствари во училиште, беше предочено дека тоа дете е со проблем во говорот. Дека нема голем број фонд на зборови, дека нема некоја, значи има проблем во искажување во сите тие, да кажам, ситуации кои што ќе се случуваат. Му направија тестови и рекоа дека е спремен за да оди во училиште. Меѓутоа, откако почнаа сите тие, значи, учење, изучување на букви, на зборови, на слогови, идеше многу тешко, учење на песнички на памет беше страшно. Немавме поддршка од наставничката, значи прво единствено што немавме поддршка. Мислам дека еднаш ми посочи, бил прашуван од страна на наставничката дали ние дома го тепаме. Значи, што за мене тоа не е педагошки. Значи, кога тој човек не може да ве разбере вас како родители и не може да го разбере проблемот, мислам дека немаш што понатаму. Го запишавме во друго училиште. Во меѓувреме, додека сите деца на распуст одмара, јас го носев кај Гордана на брзо читање. Значи, го носев на часови за читање. Како се учиме да се носиме со истата? Велиме кога веќе не може да се надмина, како ќе... Да. Прво да кажеме дека секој дислексичен човек, седно дали е дете или возрастен, научил, треба да се соочи со првично со спојувањето на буквите во слогови, па слогот да премине во збор. Она што е нешто, се некој ќе рече, па тоа е процесот на читање. Да, ама еве ќе ви кажам дека фазата на слогување е практично исклучена во периодот на соочување со ова. Второ, проблем имаат со некои дополнителни работи. Еве ќе почнам со можеби со симптоматологијата. Прво, најчесто го губат редот во кој што се. Второ, на тие луѓе некако им пливаат буквите од време на време. Значи, како да се заматува. Да, може и да се случи како да тече текстот по страницата. Практично, човек со дислексија се фокусира на празнините помеѓу редовите, а не се фокусира на редовите. И тој всушност има визуелна непријатност од текстот. И не случајно некој многумина со дислексија понатаму, ако им се посочи како една техника, алатка всушност за да си помогне, користи позадина во различна боја, а не црн фонд на бела позадина, што е прилично непријатно за него. Од друга страна, многумина не користат покажувач, например, за да го држат вниманието. Брзаат за да го стигнат темпото на другите. Исто така не е потребно. Тие луѓе најчесто самогласките не ги перцепираат на почетокот. Значи зборовите што почнуваат со самогласка најчесто ги игнорираат. Или ако е зборчето кон, може о да не го гледаат и да биде кн. И всушност се нарушува ритамот и римата, тоа што кажа и Наде, значи песнички е тежок проблем да се надмине, краткорочната меморија рековме дека е афектирана. Од друга страна, римата не ни е склона. 90% од дислектични деца, вие да прашате направете ми рима на основен збор, веројатно еден ќе направат, ако направат, понатаму нема да се сетат. Значи тоа е процес што треба практично кај детето со дислексија треба да се воспостави ритамот на читањето. Затоа што тие кога читаат се случува да тргне 2-3 збора најнормално и на четвртиот да запне. И тука
разбирањето прекинува, бидејќи краткорочната меморија е послаба, го губиме разбирањето на претходните 3 збора и всушност каква е Тука веќе смислата се да нема продолжам смисла. понатаму, и ако тоа се повторува, тоа влијае на нашата волја за работа. А од друга страна, родителите и наставниците, ако не го имаат разбрано тој проблем, тогаш ги тераат дополнително да учат и само истото читаат, да го да повторуваат. повторуваат и така натаму, што всушност не е решение Погрешен на метод. проблемот. Да. Наспроти тоа треба да се работат кратки ефективни вежби по методологијата на АФС, по некоја друга методологија и така натаму, кое што на нив ќе им овозможи првично да научат да се справуваат и како да си олеснат на специфичните зборови. Дека лица со дислексија сега еден збор ако го прочитаат точно, Можеби понатаму следниот пат. понатаму во текстот на истата Нема страна, да го- после 3 реда може да не го прочита точно. Јас искрено верувам дека следниот пат кога ќе се видиме, Борјан ќе ми кажете дека е станат на вистина одличен човек, граѓанин подеднакво важен како и сите ние во оваа држава и дека си го нашол оној пат кој го исполнува, нели, да си ги реализира желбите и идеите кои му се во животот, што и како сака да прави и благодарност, ако можем барем така да кажем, што отворено, искрено дојдовте да позборувате, реков, за тема која многу малку, за која многу малку се зборува и се знае кај нас, а верувам дека ќе најде простор и во некој следно издание на емисијата Тунел, бидејќи сметам дека ова отвара многу прашања на кои треба да одговориме и реков, по ништо друго не се различни овие луѓе, туку имате една состојба која се надминува, само треба да знаеме како, да имаме трпение, да имаме разбирање и да имаме поинаков поглед, односно отворен поглед кон токму овие луѓе. Ви благодарам на двете за гостувањето и голем поздрав и топол до Борјан пред се. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.